Началникот овие денови тука беше, се појави на 3-4 настани за вртење на паричка, она веројатно може и денеска да дојде тука. Знаеше дека има седница, знае што е најактуелна сега во градот. Зимското одржување. Го цитиравте барањето врз основа на кој член од Деловникот го доставивме околу информацијата со состојбите со зимското одржување. Почитувани колеги советници, почитувана јавност. Ово што го направи за град Прилеп, началникот Јовчевски, и за населените места, го нема направено ниту еден градоначалник. Градоначалникот си стои на збор и ветувања и не се устрами на почетокот на месец декември на нашите забелешки дека Прилеп ќе биде скијачки центар, од ова место, исто од ова говорница, изјави: тврдам дека не може ништо да се случи без да се превземе нешто доколку заврни снег, мраз и други неприлики. Кои други сега атмосферски неприлики за него, јас не знам кои се тие. Кои можат, цитирам, да го загрозат сообраќајот. Едноставно локалната самоуправа нема тоа да го дозволи. Бидејќи сега се е изчистено, бендеме, убајна се улициве, замислете, колеги советници, како ќе беше ако не беше изчистено. Улиците се одлични, проодни се, тротоарите чисти, плоштадите изчистени, сол потрошена колку што треба и колку што не треба. Градскиот сообраќај непречено функционира. Патиштата до населените места се одлични, проодни, а граѓаните се горди на сите овие резултати. Имаат уште една придобивка. Немаат потреба граѓаните на Прилеп, кои сакаат да скијат оваа година, да ги посетуваат зимските скијачки центри. Го имаме тука во Прилеп и Копалник, и Банско, и Сент Мориц, патеки повеќе од сите нив. Па така, на улицата Петта Прилепска, стазата одлична, таа е во две правци, може да се користи за паралелен слалом. Улица Крумево-Наровски, добра е стазата за велеслалом, а па улица Борка Талески за спуст. И кога скијачи веќе се спушта од кај Ритекс, да речеме, може да се да стигна до делот на овде кај сладкарницата, кај Биџо, и тука да биде целната рамнина со трибински простор. А кој ќе стаса до тука, стаса, тамане. За разлика од Митко Јанчев, кој што на граѓаните им овозможи скијачки центар на 50 на километри од својот град, Јовчевски се потруди, ние прилепчани да го имаме тука во нашиот град. Сега овој проект, значи, тој стана реално остварлив од програмата, иако го немаше во истата програма во 2021 година. Околу уметничко лизгање, скоро сите се улици оспособени, а особено, посебно, пред градинка Вишне, таму е поширок простор и таму има одлични услови за љубителите со канки, овие кои што се љубители на уметничкото лизгање. Сега ќе се соочиме со проблем. Проблемот е што немаме услови за ноќно скијање. Во вечерните часови, како што знаеме, нема услови за скијање и тука сме хендикепирани. Почитувани колеги советници, на ортопедија бројката од околу 20 повредени секој ден со скршеници за вас не е голема тука. Но тука е колегата од градоначалникот и екс-советникот Јовчевски, кој што успешно, како директор на болницата, ќе се справи со овие проблеми. Јоновски. Поради овие одлични резултати од работењето, бараме, како советничка група, да ни достави информација како во толку краток период успеа да го направи овој личен подвиг со зимското одржување, а со тоа и нашите сограѓани станаа горди на својот сограѓан, на својот градоначалник. Колеги советници, продолжете само вака, со ова темпо и вакво работење. Вие, ВМРО ДПМН, одлични сте како локална власт. Доволно беше ова, треба да се вратиме малку и на вистинската потреба околу точката.